Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. На децата има најлесно да најдат пријатели. Тие немаат бариери за зближување. Се разбира, во отсуство на родителите се снаоѓаат секогаш да ја задоволат потребата за реализација на комуникацијата. Но што значи отсуството на родителите во нивните животи? Дали со нивното отсуство доаѓа стравот или самодовербата расте? Токму околу специфичноста на животот без родители зборуваме вечерва во емисијата. Прва моја гостинка која ќе ја поканам е Елеонора Пешевска. Добро вечер. Добро ли дојдовте? Благодарам. Повелете. Елеонора, ете, темата ја најавивме, ја начнавме и мислам дека во прво лице најубаво да слушнеме приказно од некој кој минал низ некое токму вакво искуство во животот. Она што кај вас е специфично или поразлично, вие не сте оставени како дете во дом за деца без родители, туку имате една малку поинаква животна приказна. Нешто што Божја волја да ви се случи, потоа да треба да се снаоѓате. Така, да, од 13-та година бев штитеник во домот. Починати се моите родители, не сум оставена, значи имав 7 години кога почина мајка ми. До 13-та година со татко ми живеев, кога татко ми почина, бев префрлена во домот. Имате сестра? Имам сестра постара, да. Двете бевте? Двете, да. 3 години сме разлика, заедно бевме 3 години, потоа јас уште 2, сестра ми го напушти прва домот. Спомените се, претпоставувам, различни. Пред се првиот период или по таков живот во едно семејство, нели, доаѓате во една малку сосема поинаква животна ситуација со која се соочувате во оние години кога се и поосетливи, малку тинејџерски би рекла јас години. Да, еден критичен период се погоди, се осетливи моменти, да, нели, дојдов од нормално семејство, значи не живеа во некое семејство кај што има проблеми, кај што, нели, трауми, не знам што. Немав такво лошо детство, имав нормално семејство, сега не осетив нешто дека ми фали во животот, ме пораснаа титките на мајка ми, така што не осетив некое отсуство, меѓутоа кога се најдов во средина или во домот, тоа беше веќе нешто поинако. Првпат во таква средина и беше тежок тој период малце, така што Бевте ли на нешто или на некому конкретно лутево период во тој период? Лутина. Немаше конкретно на лица на кого може да се насочи лутината. Беше период кога на се лутиш, претежно на животот се лутиш. Тоа сега да речем, се прашувате можеби зошто мене и зошто баш јас? Да, зошто мене, зошто јас во таква средина, не сум знаела дека постои таква институција, дека некојаш ќе се најдам во таква околина, мајте. Животот секогаш носи такви ситуации. Спомените од животот таму, во тие години. Да, во секој случај, па првите моменти беа тешки, значи секогаш е така, ми требаше некој период од неколку месеци да се навикнам, ама добро. Значи имаше во секој случај апсолутно и луѓе и пристапни, и одговорни, луѓе кои се поддршка сепак кои се поддршка, да, во секој случај ситуации. апсолутно, да. Така, неколку месеци потоа се адаптирав, нели. Оно што радува кај вас и што сте убав пример во емисијата вечерва во Тунел е тоа што сепак и во ваква тешка животна ситуација и кога повторно ќе речам сте дете и треба да играте некаде таму надвор да имате безгрижно детство, вие малку се соочувате со едни поинакви животни моменти, но тоа не ве скрши како личност, туку можеби ве направи на крајот на криштата само посилна и си поставите пред себе едни цели во животот што сакате и како сакате во кој правец истиот да ви се одвива. Така. Па, како се доаѓавте до тие одлуки, ете? Јас бев во еден период кога бев, да, си уште бев дете, нели, 13 години, меѓутоа бев на прагот кога јас требаше, нели, понатаму одлучувачки да знам што сакам, како понатаму. Сега бев 8 одделение запишав кога дојдов во домот. Првата година така ја посочив да се адаптирам, на вработените на децата на самата средина, тоа беше све ново за мене. Јас не знаев претходно дека постои таква институција, нели? Апсолутно нови работи, доаѓам од едно нормално семејство во поинаква ситуација. Има секакви приказни, секакви деца. Од 10 деца во мало доаѓаш со 100 деца, нели, на секој да се адаптираш. Првата година така ми беше потешко. После веќе запишав средно, значи требаше да одлучам што ќе учам, па понатаму. Имав многу помош во тој период, апсолутно од сите.
Значи и во одлуката и во образованието и се, и директорката и воспитачите, тогашната директорка, значи имав максимална поддршка со интензивни разговори, поддршка и се, како понатаму, пак учиш ова, па факултето, или за едно дете од 14 години да му го планираш понатаму 5 или 10 години, у таква ситуација никако малце не, меѓутоа максимално ги искористив сите можности што ми се дадоа, поддршката. Запишав гимназија, 4 години завршив, 4-та кога завршив, кога матурирав, издадов книга. Имав таква можност, тогаш почна тој еден период кога нели веќе знаев што сакам и каде понатаму. Добив стипендија од Евроколеджот во Куманово. Апсолутно и тоа ми беше многу битен момент, затоа што по потекло сум нели од Куманово дојдов сите и таму израснав се и кога требаше јас да го напуштам домот, нели кога веќе матурирав, кога се запишав на факултет, Општина Куманово, Центарот за социјални грижи ги презема врските, јас се вратив повторно таму, во своја средина, нели? Меѓу своји луѓе. Во своји луѓе, да, еден период живеев таму, сега бев одвоена од сестра ми, тоа ми беше малце проблематично, ама така. Дипломирав, живеев првен тој период кога се запишав 3 месеци таму во Куманово, па се вратив тука со сестра ми. Тој период беше малце патуваш ваму таму, не работиш, студираш сам на себе, ама сестра ми тогаш работеше постарен, или спомнав, имав поддршка и од нејзе, повеќе искуство имаше. И тој период го поминав и со неа, значи дипломирав, добив полна стипендија, до дипломски, постдипломски студии. Сега сум на постдипломски, уште 2 испити имам. Браво. Па и аплауз за сум... постдипломските, уште 2 испити пред крајот. Постдипломските се за што? Бизнес администрација и менеджмент, тоа дипломирав исто, тоа го запишав и на постдипломски се. Вие сте веќе вработена, работите во Ивана, дали си ја креирате или си ја гледате иднината во некое друго поле или едноставно си имате некаква визија по прашање на професијата, потоа ќе одиме малку и со... Па, малце поразлично, така... Не се гледам можеби целосно таму, меѓутоа е убава можност, значи вработена сум веќе 2 години, имав убава можност, нели прво работно искуство во убава компанија, во убава околина, и работата ми деломно се снајдов, значи јас имав желба првин, сакав да студирам социјална работа, социјална политика, во тој поглед да се насочам, сакав да работам социјален работник. Значи сега дипломирав нешто поразлично, работам нешто поразлично и се имав среќа што првото работно искуство до некаде се снаоѓам, работам како консултант за услуги во одделот за односи со потрошувачи. Па деломно, нели на телефон кога ќе се јават луѓето за информациите, доживуваат така. Деломно се снаоѓам, да ми се допаѓа работата и задоволна сум. Сега се надевам дека во иднина ако имам можност барем како хоби или како нешто би можела и другата желба, така се гледам себе си. Споминавте книга дека издадовте колку Да, пишувам, имам издадена книга. Патот на изгубената љубов се викаше книгата. Тоа е љубовна приказна? Да, љубовна приказна. Меѓутоа не имам друго нешто издадено, ама не престанав со пишување. А не е биографски или биографски? Да знаеме кога ќе чита. Има примеси некои? Да, има. Суров ли е светот кога треба да се снаоѓате сами во него? Кога немате таа позадина на поддршка од најблиските? Да не се лажеме, многу е суров. Значи не е само во нашата околина, претежно за младите, значи не е само во нашите околности. Сега јас ако се фокусирам на мојата ситуација, да, значи претежно не е самата средина, имам некои стереотипи, многу погрешни погледи за самата ситуација за децата во домот. Многу е погрешна сликата, значи има многу успешни приказни и ние пред малку зборувавме дека најчесто не сме запознаени искрено со ситуацијата како е таму. Имаме некаква слика од она што делумно го знаеме, некако површно ги знаеме работите. Ми пречи мене искрено е момент што често се верува дека токму овие деца се со криминогени пориви, не знам зошто и од каде. Секаде имате во општеството луѓе со криминогени пориви од
сите профили што се вели нели во животот, така да јас не би ги генерализирала така и најмалку би ги маргинализирала овие деца од проста причина што пак ќе речем има голем број токму од вас што се сто одлични веќе животни приказни, голем дел со оформени своји семејства и посветени многу на истите. Се уште немате семејство сопруг и деца, сега да речем со вашата сестра се само? Да, со сестра ми се уште. Го посакувате тоа? Па, искрено да, ама не сум спремна се уште на таков чикор. Има време. Имате, да, за реализација уште од вашите планови. Да. Што сметате дека еве кога можеби или како социјален работник во некоја варијанта во вашиот живот би се нашле да работите или да се соочите со таква проблематика, на што би ставиле малку повеќе акцент од вашето животно искуство? Што мислите дека е некаква празнина или недостаток во нашето општество? Пред се неинформираноста кај луѓето и тоа што се резервирани. Значи не само што не се информирани луѓето, не се запознаени луѓето, не сакаат да бидат запознаени. Генерално, например, да, може би некој ќе прифати во ред се. Има такви ситуации, има успешни приказни. Резервирани се, значи не сакаат да се доближат поблиску до приказната, да имаат контакт со такви луѓе или тоа се тие стереотипи, нели пекаат такви деца или не знам што, ама е многу погрешно. Значи има многу деца од нормални семејства или надвор од вакви институции или надвор од вакви ситуации кај што се со... А тоа е многу, да. Да. На нивниот живот. Лош пример. Лош пример, да, дефинитивно. Значи би организирала, а има и организирана е сега во студенти повеќе има што се организирани во групи, работат со проекти што запознавање, нели, дружба со децата. Тоа беше порано, сега повеќе, помалце е така во последно време, баш ми е драго, нели, што не се толку децата деградирани, игнорирани, беше порано, потешко малце. Значи, поготово во основно училиште, значи јас се погодив основно, нели, спомнав 8 оделение, само 8 оделение учев во Кочарацин. Значи имаше група на, не беше тоа група на деца, беше општо, значи ние се дружевме само ние децата, бевме доста деградирани. И сега нели кога баш во тој период ми се погоди, веќе кога запишав средно, значи немаше таква деградација, немаше такво одвојање, беше малце поинаку. Ви го леснало ли општеството животот во одредени сегменти? Или сметате дека има многу за работа уште? Има за работа уште. Зависи во каква ситуација. Јас немав таква лоша среќа да бидам во некоја лоша околина или да одам на многу препреки или така. Имав среќа да имам околу мене луѓе. Бев пример кај што кога го напуштив домот како институција, им реков немојте воопшто да се грижите, значи вие како институција го направивте своето, јас сум среќна. Ги искористив можностите, поддршката, ама тука не застанува, до ден денес се уште имам комуникација. После 3 години и кога дипломирав, на свеченоста на доделувањето на дипломите, беше тоа баш во недела, во 8 сат на вечер, во Куманово требаше да одиме. Не беше апсолутно никаков проблем, значи директорката тогашна, Галаба, и 3 од воспитачките се организира со 2 коли без никаков проблем, отидовме, значи бе апсолутно пресреќни, бе првото дете така што успеа и го изведаа на пати на факултет и дипломира. Исто и кога се вработив, значи тој момент, значи повторно беа истите луѓе со мене. Сите битни моменти со тие луѓе ги споделив. Горди сте на себе? Да. Елеонора? Да, апсолутно. Верувате дека делумно ваквата животна ситуација ве направи малку посилни од останатата ваша генерација? Многу посилна. Многу посилна, апсолутно. И од ситуацијата не била пријатна, значи нели може себично да се каже. Сум таму каде што сум. Можеби ако не сум, можеби немало да бидам тука, ама ќе сум имала нешто друго. На добар пат сте да се во животот? На добар пат сум, да. И сум горда поради тоа, пред се за се што се поминала, каде дојдов, до каде стигнав. Апсолутно.
Не е мала работа. Воопшто не е мала работа, Не е затоа мал реков вие сте успех. ни оваа светла точка вечерва во емисијата и токму на оваа тема еве од личните ваши искуства и луѓе кои имале можност да растат со вас и да ве растат, да слушнеме како е впрочем животот и да видиме дали може да подрасчистиме околу некои предрасуди или мислења кои ги имаме и како многу полесно да ве примиме што се вели во општеството без препреки, бидејќи апсолутно не заслужувате, ниту има причина зошто да си има такви препреки. Еленора, ви благодарам уште еднаш од срце и го посакувам се најубаво во животот и ви благодарам што ја споделивте вашата приказна вечерва без резерва и несебично со нас и се надевам дека ова ќе биде еден убав пример за оние кои можеби се на во некоја животна слична ситуација, а вие само ќе им дадете поттик дека има светла точка на крајот од тунелот. Да. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Во прво лице на вечерашнава тема живот без родители и снаоѓање и успех во истиот зборуваме и со следниот гостин. Ќе го поканам Дејан Денески. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. И покрај тежината, Дејан, за која вечерва делумно зборуваме, реков вие, вечерва сте еден мал број представници на оние кои успеале и се снаоѓаат во животот сосема успешно и повторно ќе речам покрај она што го поминавте како еден вид голгота или ете мака во вашите животи. Но не се предавате, сте насмеани, сте позитивни и сте ми убав пример да ве посочиме во емисијата Тунел. Ќе ве вратам сега назад повторно за вашата животна приказна и како вие се најдовте во домот. Значи, добро вечер и од мене. Целото моје детство практично го помина во домови, прво до 7 години во домот за деца во Битола и бебиња и доенчиња. Од 7 години до негде 20-21 по ослужување на воениот рок. Напуштив и детскиот дом 11 октомври тука во Скопје по напуштањето на домот работев речиси се и се што. Запиша факултет 2004 година на филолошки. Немав свое живеалиште, се појави можност да појдам во Ирак во 2007 година, да работам и заработам како бих дошол до свое живеалиште. Отидов, работев до 2011, факултетот го ставив нормално на мирување, се вратив 2011, стамбено се осигурав, го проложив факултетот, имав среќа да се вработам лани во Министерството за економија, во секторот за човечки ресурси, кој многу ми одговара. И ето, фала Богу. Да си бидете свој на своето. Така. За сега се ми како што. Вие не ги знаете своите родители? Моите го знаев татко ми почина пред 4 години. Мајка ми ја запознав на мој 30 години, сега имам 36. Ја имам видено 2 пати, почина 2011 и Ги прашавте некогаш зошто ве оставија? Па да, видете, 2005-2006 се потрудив нормално да ги најдам. Ги најдов и нормално сите оние прашања кои ги носе во себе излегоа тогаш. Како што прашавте, Елеонора, тие прашања ги имаме сите ние, нели? Зошто јас, зошто мене, зошто воопшто, нели, мораше да се случи. Што ви дадоа како одговор? Приказната е сложена, како изговор, ми беше даден нивни развод. До моја 18-19 година, јас дури мислев дека мајка ми била почината, барем така ми беше кажано. Не се, мислам, прашањата беа тука, морав да се ги одговорам за да можам да како да кажам, да расчистам со минатото, да положам со сигурно ве копкало, претпоставам секој од нас би го копкало тоа, зошто нели, или каде се ако се живи, ако се присутни. Некаде зошто сум на крајот на краиштата, нели, оставен. Кога дојдовте до тоа или кога веќе ги запознавте, ви дадоа некакви еве одговори. Така. Во вас се разбудија некакви чувства за тие луѓе?
како го свативте нивното оправдување? Можевте да го разберете? Чувства немало, не може да има. Нели од разбирливи причини, да бидам искрен, повеќе би се потресил кога би слушнал дека на некој од моите другари од домот му се случило, не дај Боже, нешто, отколку на... Тие за вас веќе непознати Така, веќе непознати личности, како што кажувате. Чисто отидов само за буквално да расчистам. Тие беа уплашени дека еве јас излегов од дом и сега немам каде да одам и каде да живеам, па дека ќе барам нешто од нив. Тоа старт им беше посочено дека дојдов за одговори, не за до сега не сте материјални ми се добра. нашли, сигурно не... Така. Значи ги наоѓам на 30 години и сум функционирал 10 веќе години сам, како излегов од дом и... Тие беа со оформени семејства? Да. И со деца? Има. Да. Претпоставам и тоа е еден плюс порив за вас да едноставно, како што рековте и пред малку, немате чувства на крајот на криштата. Па, не може да ви разбудат. Да, и да сакам, не можам да имам. Освен ако не сакам да глумам, а тоа да. Не би сакал, не се гледам себе си. Спомените од домот за деца 11 октомври и пред тоа, нели, во Битола, кои си ги носите. Сигурно како и секој дете во детството си има убави, помалку убави и така натаму спомени, но што е она што ете така ви беше како и вие запаметено тие години на растење и развивање? Па добро, во Битола бев бебе, доенче, да речем, еве до 7 години. Само памтам дека бев мазено и пазено, да речем. Сега кога дојдов во 11 октомври, условно кажано со средина да беше малку посурова, но системот беше убав. Да постарите девојчиња се грижат за помалите деца. Да, нели, бидат облечени како треба, наранети, избањати, подготвени за школа, кога се вратат од школа, нели, домашните да бидат напишани, лекциите научени и така натака. Како што функционира на семејство. Да, баш така. И наставниците беа тука само да го сето тоа на некој начин менаџират, да речем, и контролираат. Беше тоа многу убав систем и можам да кажам дека имав среќа што баш во моето семејство, например, бев опружен со фини луѓе, реални луѓе, ментално, психички многу силни луѓе, кои едноставно не дозволува да трнам по некој лош пат или од мене се изроди, така кажам, лош човек. Значи, беа секојаш тука и да ме искрат, но и да ме пофалат, да ми укажат и да ме научат. Едноставно, такви имав и наставници, такви беа и постарите девојки и дечки во домот. Функционирате надвор веќе кога сте веќе возрастни, би рекла, луѓе своји на своето. Така. Си се дружите, си се држите како семејство со тие што генерацијски сте тука, некако би рекла, и излегувате по тоа? Сега сме малку распрскани, но сигурно дека секогаш има време за 5 минути за муабет, за ајде да речем да се посетиме на глупостите кои сме ги правеле, кои не ги правеле и така натака. Значи секогаш не може да поминеме само здраво како си, ајде се гледаме. Така. Нема, тоа не се, пари мене не ми се случило. Сите лудори, претпоставам, детски се случуваат и таму, вообичаени за децата од тие возрасти. Лудорите можам да кажам дека продолжуваат и по излегувањето меѓу нас од домот. И сето тоа е убаво. Другарството продолжува во секој случај. Како е да се живее по тоа кога ќе продолжите надвор од домот кога излегувате? Се јавува ли, како што кажав и малку во најавата, на чувство на страв дека сега веќе делумно тоа семејство го немате, таа поддршка, таа организираност, дека ќе треба сами сепак да се снаоѓате, тие се тука некаде, ама еден праг поминувате и излегувате, одите понатаму? Знаете, како можам за себе да кажам дека во животот асално сум се уплашил 2 пати. Прво, кога излегов од дом и нели сега сум веќе сам на себе, се што треба да правам и обезбедам за себе, морам да го направам сам. Но не учат да се бориме, да се снаоѓаме. Во домот и нема си, ја сватив реалноста уште од првиот ден и
учев, работев, се борев едноставно. Општеството има разбирање, имаше барем во вашите ситуации како што сега за среќа е многу подобро отколку во мое време, но не можам и не смам да се пожалам дека и во мое време не беше немаше олеснување за децата по излегувањето од домот. Да, сега малку има поинакви системи и тие функционираат малку поинаку. Така. Што ви пречи или ве нервира ке предрасудите на луѓето? Па знаете како немам навика да кога запознам нови луѓе им кажувам дека сум бил во дом. Од една едноставна причина што сакам да ме доживат онаков како што јас сум. Ега во моментот кога ќе кажам дека сум бил, нели, сликата се менува и перцепцијата се на некој начин да речам руши. Разбирате? Зошто и мислите дека е тоа па не можам ни себе си сам да си објаснам, но знам дека сме биле на лошо име во преди се во Скопје, па сигурно и во Македонија. Веројатно како и секаде. Има и добри и помалку добри луѓе. И кога некој помалку добар ќе направи нешто недобро, се мисли дека сите се такви. Кош. Да, сите се стават буквално во истиот кош. И имаме тешкоти да им објасниме на луѓето дека еве да направиме една споредба во домот, во мое време барем, бевме на околу 160-170 деца од 3 до 25 години и ако споредам со една зграда во која има толку деца, јас тврдам дека поформени и поуспешни луѓе излегле од домот отколку во, еве да речам, било која зграда во околината, ајде да кажам, на домот. Значи, не сакам да навредам некого или да посочам некоја лоша појава, но барем јас така гледам на работите, зашто баш ради тоа име што го лошо име што го спомнав за нас, ме натера да размислам зошто е тоа така. Да. И тврдам дека само се предрасуди некакви кои немаат врска со реалноста, ви рекли. Апсолутно. Ако малку подлабоко навлеземе во темата или едноставно малку повеќе сакаме да отвориме очи и уши, да ве видиме вака како, пак би рекла, поништо различни, освен некаква животна ситуација за волја на вистината или би рекле Божја волја, нели, во која сте се нашле, не по ваша желба, само тоа е она можеби, нели, различното. Другото не ве прави ништо ни помалку вредни, ни помалку различни. Да. И имате најдено вашата љубовна сопатничка, животна? Уште не. Уште не. Сонувате за свое семејство? И деца? Апсолутно. Би сакале да имате? Да. Повеќе детно? Па, да, 4-5. Обично имам пријатели, некои познаници кои се излезани, нели, од дом и знам дека и ги имаат веќе по неколку и се навистина. Јас би рекла и со едни малку поинакви гледања кога трпението е во прашање, а повеќе деца се, нели, во семејството. По прашање на работата реализирани сте, уште тоа ми остана, еве, куса да ве прашам. Да, како што кажав, работам која сакам, во која уживам. Работам со колеги кои се секогаш спремни и да ме научат и да ме посочат и се гледам себе си таму. Токму таму. Да. Друга цел? Па сега за сега неќам да плавам по долгорочни планови, ама сега за сега сум таму и среќен сум таму. Со една убава елоквентност и се разбира отвореност и вечерва ни подраскажавте во прво лице, би рекла ја, пак ќе речам за токму оваа тема и се надевам дека доближуваме одредени работи по прашање на темата или отвараме еве некои прашања кои се подзатворени, а со тоа се радевам дека ги рушиме и оние табуа кои постојат непотребно кога децата излезени од дом се во прашање. Така, јас се надевам дека и гледачите кои еве ќе гледат оваа емисија вечерва, ќе сватат дека апсолутно нема потреба за никакви табуа во однос на нас, ниту па стереотипи или било какви предрасуди. Можам и морам да се пофалам дека па
повеќето од нас домот направил посилни луѓе. Борбата била поинаква и можеби на некој начин посурова но ние сме луѓе како и сите други. Леснотијата некогаш останатите кои имаат за да растат и се развиваат на погрешен начин ја сваќаат и ја користат, па како што рековме одат во погрешни животни правци, носат погрешни одлуки за разлика од останатите или еве конкретно вие како пример кога сте ги направиле вистинските и тогаш кога сте били условно речено сами, сте морале сами во суровиот свет да се снаоѓате и да функционирате и да живеете. Ви благодарам и вам од срце за гостувањето и во некоја следна прилика со уште еден дел од вашата успешна животна приказна ќе се видиме во тунел. Благодарам. Ги слушнавме животните приказни на Дејан и Леонора, уште еднаш ќе речам благодарам од срце, а сега тие зборуваат за своите искуства, за искуството да се биде покрај овие деца, да се создаваат од нив личности кои понатаму ќе продолжат во животот и со мојата следна гостинка господја Вера Петровска, која е вработена во Домот за деца без родители 11 октомври. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Господја Вера, на почетокот да ви честитам што станавте баба. Фала. Да сте здрави и живи, да се множите. И кај вас. Благодарам. Да дочекаме. Сега едно е чувството, нели? Вие станувате баба си, имате деца, имате фамилија, од друга страна зборуваме токму за овие деца кои во вас гледаат практично фамилија, ако можам така да кажам. Секојдневното соочување со овие искрени детски очиња и растењето и реков создавањето на личности од нив кои понатаму во животот треба да продолжат сами, може од ваше искуство најубаво да ни го подраскажете и да ни ја доближите таа атмосфера за нас малку понепозната или едноставно атмосфера во која немаме можност да се најдеме во животот. Вака, за да се раскаже една таква приказна што ни се случува во домот, треба многу време, многу желба да се раскаже и многу насоки каде што таа би се разгранила. Че кога би почнале да зборуваме, толку би се расплинили малку ние и времето и луѓето што се овде. Децата ги примаме во нашата установа од 3 годишна возраст па натаму, што фактички до завршување на образовниот процес со закон гарантира, тоа е до завршување на средното образование. И во тој период ние не работиме со нив, ние живееме со нив. Тоа, мислам, без разлика кое работно место го имате. Вие морате да го живеете тие 8 часа колку што сте на работа или 10 или колку и да сте. Затоа што немате нешто конкретно што треба да се реши, да се направи, да се тргне на страна. Туку тоа е една трака една лента која што се движи и постојано само доаѓаат работи кои што адхок мора да се решават, освен нормално планираните. Исто како во секојдневниот живот, кога не знаете вашето дете што ќе направи следниот чекор, вие сте испланирали дека треба да се подготви да појде на училиште, да има напишани домашни задачи, најверојатно од претходниот ден подготвени, но во тој момент, во дадениот момент, вашата работа тече, тоест нашата работа тече и сето тоа рачунајќи дека сета работа е средена и во момент ги решаваме тековните задачи и проблеми. Работата е многу одговорна. И комплексна, ви рекла. Комплексна, пред се е комплексна и одговорна затоа што се работи со сега овој термин не ми се допаѓа, ама тој термин од жива материја. Че се работи со луѓе, се работи со деца, се работи со осетлива категорија. Децата се многу чувствителни од една страна и многу сурови од друга страна. Сурови се кон себе, сурови се кон врсниците, а чувствителни се на секоја насока која што во моментот не разбираат или не им се допаѓа да бидат насочени баш таму. Дали сте поделени во смисла на различно од генерациите на децата групи како се ставени или повторно ќе речеме имате еден таков заеднички систем на семејно функционирање, па Не може така да функционира. Нашиот дом, домот 11 октомври, тој е дом за деца без родители и родителска грижа, е поделен во 8 воспитни групи.
во 8 воспитни групи, каде што уште се доекипираме сега, значи сме во некој процес на деинституционализација кој што бара поголема екипираност, повеќе стручњаци во сета таа работа. Значи во секоја воспитна група има максимум по 8 дечиња. И има двајца воспитувачи кои што би работеле прва и втора смена. Во некои, каде што се сместени помалите деца, има и негователки. Значи, децата ни се поделени по пол и по возраст. Така функционира. Во моментов, во овој период, овие 2 години, да речеме, во домот ни доминираат повеќе машките деца, се во 2/3 мнозинство, но тоа е променливо. Тоа не е релевантен. И сега природата не прави поразлични. Машките и женските секако. Да. Без оглед каде се наоѓате, во која средина растете и се развивате. Да, нормално. Каков е пристапот токму на овие деца, пошто повторно ќе речеме дека се малку почувствителна категорија, кога момчињата и девојчињата се во прашање, нели сепак различен сензибилитет, емоции и слично? Ги учиме тие, значи, освен оние методи што ние веќе сме како нели стручњаци да вработени таму, подготвени да работиме со категорија деца, учиме и од нив. Учиме од нивните потреби, учиме од нивните барања. Така да се прилагодуваме, значи оно што го имаме и во секојдневниот живот и во комуникацијата со надворешните лица, го применуваме овде максимум. Оно што го имаме како искуство со сопствените деца, целосно го применуваме. Мислам, тоа неизбежно е, затоа што во секоја работа човекот тргнува од себе, како ќе ја сработи. Критериумот си е сам за себе и понатаму дали таа работа ќе ја сработи поуспешно или помалку успешно, зависи исклучиво од неговиот став. Вие сте институција која функционира и со намена, нели? Е институцијата, односно наменски сте таму поставени, но во секој случај таму пак ќе речам сте семејство. Од друга страна сте институција која е дел од општеството и сега ете таа нитка на спој, како ја правите или како се балансира, кога таму треба да бидете, да. Како ја правиме? Сега вака, јас не знам како да направам. Многу тешко се одвојува. Едноставно што да речеме, она што е нормално да го правите во секојдневниот живот, едноставно тоа ви е професија. Не знам како убаво да го доловам, ако ви е нормално едно дете да воспитате од воспоставување на едни основни хигиенски навики, значи се зборуваме за многу мало дете, да се научи од оние коси цртички што ги прават веќе во прво одделение, понатаму да се продолжи да се следи во оној период кога се јавува нивната бунтовност. Тоа е навистина многу тешко да се следи и како професионалец, зборувам како педагог, зборувам како психолог или другите струки што ги имаме кај нас, да се гледа како родител и возрастен, созрелен човек, да се тргне субјективното и да се гледа како институција. Институцијата е тука која што ги изгрижува тие деца и се трудиме максимално да им ги обезбедиме сите потреби кои што им се неопходни. Нормално ги следиме тековите, ги следиме осовременувањата на сите работи, па така да одиме напред во врска со тоа, но ја следиме и светската криза која што не задесува, во се помалце можеби имаме пари за некои работи, но како и во домашниот буџет, како и во домашниот семејниот живот, така и во нашата институција. Се обидуваме да врз основа на тоа што го имаме, да си создадеме некое наше пријатно катче за живење. Иако има стереотипи, има предрасуди дека домот е нешто као нешто што од другата страна би рекла, или пак владее некој Оливер Твист синдром. Сега да речем, тоа ми е владее некој, сепак зборуваме за веки и пол пред денешниот ден. Значи, неспоредливо е. Значи, таков синдром, мислам дека нема основа за такво нешто. Ние имаме луѓе кои што доаѓаат кај нас, комуницираат со нас, имаме луѓе пријатели, донатори, соработници. Ги има ли често и во голема бројка, бидејќи имам впечаток едно време дека како да се појавуваме од време на време кога се големи празници или нели
тоа е веќе како што се и дружиме меѓу себе. Се посетуваме само за големите празници, семејно зборувам, затоа што немаме време преку годината, имаме други обврски, така и овде добиваме гости повеќе околу големите празници, тогаш што ја посетуваат исто како многу слично како и во домашни услови што правиме. Си празнувате, ги празнувате сите големите празници, баш како дома што се подготвува, родендени славите? Славиме родендени, се правиме. Јас ги слушнав внимателно и Елеонора и Дејан како зборува за минати времиња, значи се осовременуваме во погледот на одгледување на децата, така да тие се многу позаштитени сега. Општеството отвори повеќе можеби и врати, би рекла сега, за откако излегуваат. Тоа е точно, дека имат многу повеќе шанси и внатре во домот, значи има шанси за школувањето, воопшто да не зборувам, тоа е шансата за сите, има шанси да се надградуваат, можат да посетуваат воншколски активности, имаме донатори кои што го возмислуваат тоа, ако сакаат да бидат спортисти, имаме балетани, сме имале играорци во моментот, имаме актери, имаме, значи какви афинитети ќе си пројават, ние ги негуваме. Сакаме да ги негуваме и гордост ни се. Секој успех нивни е наша гордост, а не успех, Бога ми, нормално. Добро настрана, пак ќе речем, сакав и некои предрасуди да расчистиме вечерот, бидејќи тоа владе. Се вратиме на Оливер Твист синдромот и на тоа дека криминогени пориви обично нели кај ваков профил на деца има, зошто кога не е во принцип така. Имате супер светли примери, меѓу нив ги имавме вечерва Дејан и Леонора, а вие ќе ми посочите уште некои и пред малку зборовте дека има навистина на број кои во животот успешно се снашле, веќе се со своји семејства. Да. Јас мислам дека и повеќе се снашле. Помалку или повеќе успешно како и сите ние. Надвор од институцијата, да кажеме. Тоа не значи дека има неуспешни луѓе и вон институцијата. Секаде ги има. Се обидовме ние да ги канализираме, уствари да им дадеме една насока, да ги насочиме кој пат треба да го изодат. Некој го успеа многу успешно да го свати тој и да го фати тој пат, таа насока да ја фати и кога ќе се врати после неколку години, кога ќе се сврти назад, има што да види дека изодел еден прилично успешен пат. Сега имаме и такви каде што помалку успеавме, кои што не успеваат да се реализираат, сепак се работи за многу, за многу деца, многу карактери, али претежно не се успешни деца. Се навраќаат ли дел од децата во колкава бројка што се вели, откако ќе станат своји зрели личности, да и ве посетат и бидете тука некако практично дел од нивните животи? Ајде сега, ако смеам да кажам, па си ги користиме за услуги кога ќе ни требате. Јас тој на Дејан на пригаска му го спомнав, кога ми требаше некоја службена услуга, му се јавив на Дејан, можеме ли тоа да го средиме? Нема проблем, го средивме, завршена работа. Значи, дали ќе биде Дејан, Ели или било кое друго дете, тие се веќе некаде, ние знаеме, сме во контакт со нив. Порано има матични воспитувачи, па може би повеќе се во контакт со матичните воспитувачи. И знаеме во секој време каде се и знаат да дојдат и после 15-20 години излезени, доаѓаат и некои што ги бараат своите воспитувачи кои што веќе неколку години се во пензија. Значи, таа нишка не прекинува тука со заминувањето. Никако, како дома. Емотивно, на крајот на криштата ова делумно и троши, како и кога одгледувате и се грижите за вашето семејство, но од друга страна емотивно се чувствувате ли дека сте на едно малку поинакво ниво од луѓето кои немаат шанса секојдневно да бидат со овие деца? Да, иако понекогаш се прашувам зошто вреди ли волку да се трошам. Нели, затоа што емоциите се многу давање. Вреди ли толку да се трошиме, но на следниот предизвик веќе не го поставуваме тоа прашање. Повторно сите се трошиме само за да извлечеме работата да биде како што треба. Благодарам многу и за вечерашното гостување вам, господја Вера, за овој дел реков од муабетот, кој се надевам само доближи до тоа како нештата функционираат во домот и дека далеку од предрасудите кои можеби ги имаме, отворени за посета, како што велите, донатори, луѓе кои сакаат да ги видат овие деца, да ги изгушкаат. Мислам дека им недостасува секогаш плюс таква една атмосфера на емоции, споделување на истите. Се надевам многу почесто ќе бидеме сите ние во тоа опкружување, отколку да бидеме од другата страна или
да бидеме само во одредени моменти присутни и да едноставно се свртиме кон, реков, овие деца кои се исто. Тука се, околу нас се, подеднакви се, како сите нас, со тоа што животот ги однел во еден поинаков правец или ги оставил таму каде што се наоѓаат токму сега. Ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам исто успешен живот понатаму и работа и уште многу вакви успешни детски приказни кои понатаму, реков, се преточуваат во големи животни приказни. Благодарам.